Колешке, го слушав внимателно вашиот говор, ќе се обидам во ова кратко време да ви реплицирам на неколку работи. Најнапред морам да заклучам дека ова е најголемиот буџет на најисториски неспособната и криминална власт во Република Македонија. За да не бидат тоа празни зборови, да напоменеме дека во моментов имаме 3 кризни состојби. Првата кризна состојба во справување со мигрантите. Оваа состојба се носи години уназад, но вие не можете да видите како еден автобус со нелегални документи ви поминува над 100 пати низ надвор од државата, ќе сте се справиле со мигранти. Понатака, кризната состојба за заштита на јавното здравје поради ковид пандемијата. Ова е глобален проблем, секаде го има, но треба да се напомене дека ние сме на врвот во земјите во светот со најголема смртност, најголема заразеност. И чисто информативно да ви прочитам еден податок за луѓето кои ги загубија животите поради тоа што здравствениот систем е фокусиран само на справување со корона кризата. Оваа стапка е за 25% поголема или за 5300 лица повеќе од било кога досега. Понатака, кризната состојба со електричната енергија и недостатокот на електричната енергија. Вашата неспособност, кога ВМРО ДПМН предупредуваше месеците уназад за оваа состојба, вие немавте слух. Пред изборите ја намаливте стапката од 18 на 5%, за да не ви се одрази на изборите, но веќе не можете да ја намалувате. И тоа денес ќе го платат граѓаните од својот джеб и фирмите. Што се однесува на економските бројки. Велевте економскиот пат од 2020 година ќе го надокнадиме во 2021 година. Супер ветување, ама како за се друго слаба реализација. Државниот завод на статистика сега вели дека падот на бруто домашниот производ за 2020 година не бил 4,5%, дека бил 6,1%. И тоа е фрапантно. Не знам дали е полошо тоа што Државниот завод за статистика сгреши или државата е во полоша состојба отколку што ние мислевме досега. Понатака, во преработувачката индустрија, пат имаме во третиот квартал поголем од лани. Градежништвото, втор квартал поред паѓа, а мај сега ќе градите 100-метарски гради кај Holiday Inn, па можеби ќе го качите. Индустриското производство како е? Ќе им кажете ли на вашите колеги кои носат розови очила, односно и на граѓаните кои не ги носат вашите розови очила, дека падот е 6,5% во септември и 8% сега во октомври. Не е добра ситуацијата, колешке. Многу се осврнавте и на образованието, ќе се обидам и тука. Ветувавте во минатите владини програми изградба на студентски град, каде е, колешке? Изградбата на Финки и ФФК, каде е, колешке? Имате кредит од ДЕБОР за енергетски ефикасни студентски домови од пред 4 години, ништо немате направено. Можам уште 10 минути да ви реплицирам и туризмот ми е многу криво што не го споменавте, но тоа ви го испорача граѓаните на Охрид со над 4000 разлика на локалните избори. Благодарам.